Здраво, здраво, наши пријатели. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за домашни миленичиња која се вика Пријатели. Доколку ги сакате животните, погледнете ја нашата емисија која што е исполнета со многу љубов, затоа што неја ја даваат најповеќе милениците. Ние се ќе разговараме со дресерот Кире кој што ќе ни кажува нешто повеќе за расата англиски булдог, но и за тоа како да ги дресираме нашите кучиња во домашни услови. Но пред да започнеме со прилогот, нашиот спонзор Елит Кафе му доделува пакет производи. Повели Кире. Благодарам за вас и благодарност за вашиот спонзор. Ние ќе представиме расата англиски булдог на која што ти си работел. Ајде да ни кажеш нешто повеќе за оваа куча. Повака се, значи јас не можам нешто подетално да зборувам за англискиот булдог во смисла на екстериерни квалитети, бидејќи не сум одгледувач, можам да ви кажам некои основни работи, значи за англискиот булдог, кои што можете и вие многу лесно да ги прочитате и видите пример на интернет или по FCA стандард. Значи многу е битно кога сакате за некоја раса да дознаете нешто и кога ќе отворите интернет, бидејќи сега достапен, значи во секој момент и на секое место, да барате стандард кој што се води по FCA, бидејќи воглавно, значи кога отварате, кога ќе напишете на интернет, значи расата, може да воглавно, значи излегуваат амерички стандарди првично, а нас тоа не ни интересира бидејќи се различни од европските или да речеме од FCA под кое што значи ние припаѓаме. Сега, значи за англискиот булдог основно еден краток историјат, значи ако кажеме, што е многу битен бидејќи оттаму можеме да видиме некои делови од карактерот од кај идат. Значи тој бил самото потекло на булдогот, значи има доста векови наназад, значи не е некоја модерна раса нова. Значи уште 1600 година, околу 1600 година, значи се среќаваат булдози кои што биле доста различни, значи екстериерно и карактерно од денешниот булдог, меѓутоа од тие потомци значи настанал денешниот булдог, кои што значи тие потомци важеле како борбени кучиња, се користеле како борбени кучиња, особено значи за забава, значи со бикови каде што ги касале биковите и такви некои слични значи активности. И потоа, значи, се до 1830 и 1860 година, кога веќе булдогот претрпува големи карактерни промени и екстериерни промени и почнува да наликува на денешното куче, значи, кое што го знаеме. Сега, значи, што подразбираме под таа работа, значи, дел од таа бестрашна, значи, делумно агресивна раса, значи, кучето се припитумува и станува, значи, добар за домашен миленик, како домашен миленик, значи. Сега, значи, за самата раса која објаснуваме, тоа треба, значи, сепак да зборува во детали за да убаво да објасни една раса, треба да зборува некој одгледувач кој што има огромно познавање, значи, за расата и значи, да ви каже до детали кој, шо, како. Јас можам, значи, основни работи да кажам, пак ќе речам работи кои што можете, значи, многу лесно да ги најдете на интернет и да ги прочитате. Да кажеме збор-два за карактерот на оваа раса. Значи, кај нас имаме едно погрешно мнение за оваа раса. Значи, кога станува збор за расата англиски булдог, сите првично мислат дека кучето треба да види и е дека премногу мрзеливо. Значи, воопшто не заинтересирано за ништо, непокретно, буквално, значи, да му е мака да мрдне од местото. Меѓутоа, тоа не треба да е случајот, бидејќи и во стандардот, да речем, и кај самата раса, кучето важи дека треба да види активно. Меѓу другите одлики дека треба да види активно. Значи, од овој пример јас што го имам моментално до мене, 10-15 км во денот да ги пропешачим му се, да речем, доволно и е среќно со таа километража да ја помине. Што значи не е некое буквално, значи, мрзеливо куче, е среќно, значи, кога шета, што значи една одредена активност во денот му е потребна. Друга работа, пример, што можеме да кажеме за карактерот, дека треба кучето да види со среден темперамент. Значи, да нема она заостанато, како што рековме, значи, од минатото преголема агресија некоја да јавува кучето кон други кучиња или кон други луѓе, бидејќи има одбранбен нагон, може да биде добар чува, значи сепак таа не треба да има толку да оди изразен темперамент да има кучето, да има изразен темперамент, туку треба да види во некоја средина, значи не треба ни плашливо да види кучето, во некоја средина каде што кучето ќе види добро водливо, да речем, ќе види одан миленик,
Меѓутоа сепак мора да се напомени за оваа раса дека малце е специфична во смисла на нивната тврдоглавост. Значи не е за за луѓе кои што се среќаваат прв пат со куче, да речем како миленик, не е добар прв миленик во таа смисла, бидејќи треба малце повеќе труд, малце повеќе упорност околу неговиот карактер да се среди, меѓутоа со доволно труд, доволно време посветено и доволно љубов се може да се постигне. Значи не е проблем да се донесе кучето во некој ред, меѓутоа сепак е малце поспецифично ради таа негова тврдоглавост. Дали има послабо интелигентни раси кои што одма сваќаат, или сите кучиња се паметни, но само тврдоглавост игра улога? Да, како што кажавме, значи буквално за оваа раса, така важи и за сите други раси. Значи и англискиот булдог пак ќе го ставиме за пример. Страшно интелигентна раса, многу интелигентна раса, ако значи посветите малце внимание и ги анализирате неговите постапки, значи ќе сватите дека тој буквално знае во кој момент зошто прави нешто и што прави. Меѓутоа, значи ние кога ќе речеме, значи ова е глупаво куче, мислиме на тоа дека кучето не подлежи на дресура поради значи такви некои причини. Тврдоглавост, значи воглавно една од тие главни причини е тврдоглавост. Иначе пак ќе речам, иако има тврдоглави раси и тврдоглави примериоци, значи од сите раси, може да се значи од најдобрите работни раси, да речеме, ако земеме германски овчар, белгиски овчар, сигурно можете да најдете и кајни примероци кои што значи ќе бидат по тврдоглави од другите, меѓутоа со работа и со доволно труд се може да се постигне и да се отстрани таа тврдоглавост, да речем. Кире, ајде кажи ни конкретно за расата англиски булдог. Со што таа те намачи најповеќе? Па баш со тврдоглавоста, значи. Многу е битно кај куче, значи да почнете од рана возраст со работа. Да се створи една работна навика кај кучето и да гледате да не ствара никакви негативни особини во текот на растењето. Негативни навики, да речем, во смисла на значи од гризење таква работа, значи секој куче додека расти ќе ги мора да се поминат тие работи, меѓутоа да бидат во минимално некое значи минимално оштетување на тие примероци, да речем, да. Да ги одвикнеме кучињата од тие работи. Па видете се, значи најбитно е да се посвети само внимание. Време да посветите додека е мало кучето, особено во првата недела, да речем, од која ќе го земите. Тука се навикнува, значи, кучето да врши нужда на места на кој што вие сакате, дали голема, дали мала. Значи првиот ден, два треба да бидете целосно посветени временски на кучето со цел, значи, плански да давате храна, плански да давате вода, да го чекате во одреден момент кога треба кучето да се изнеси надвор, во одреден момент, значи, да се опомени кучето, мора да види сето тоа во моментот на случување. Значи не да биде од која ќе се покака по еден сат ќе дојдете, не тука, не ова, значи нема никаков ефект. Тоа карање само негативно може да донеси, значи да придонеси кај кучето стварање на страв и ништо друго. А како според тебе е најдобро да се казни кучето? Значи казната стално треба да иде од газдата. Дали тоа ќе биде како малечко, значи вербална, дали потоа ќе оди, значи со подплеснување, дали ќе оди со преку поводник, значи со давилица, затегнување на давилица, значи зависи од моментот. Меѓутоа треба да иде од газдата. Што станува со оние луѓе кои што многу ги раскалуваат своите кучиња? Такви примероци имаме многу во денешно време, многу. Значи тоа е некоја нова мода, тоа е некоја нова мода на одгледување на кучиња, на чување на кучиња, на миленици. Тоа најпоќе можеме да видиме, значи пред 15 години во америчките филмови, значи во такви некои прозападни земји. Па сега да речем дојдене и кај нас, кучето се третира буквално како човек, што не е правилно. Значи иако живее со нас, иако живее во човечки услови, сепак никогаш не треба да заборавите дека кучето е сепак куче, живее спрема некои значи други принципи и правила, значи правила на некој чопор, каде што сепак и има буквално други потреби неголи самиот човек, што значи сепак колку и повеќе да му посветувате, значи внимание или сакате да третирате како еднакви, сепак никогаш не треба да заборавите дека е куче и дека сепак треба да се обрне внимание на таа строгост и на таа желба кај кучето за авторитет и за доминација која што значи при преголема добрина сигурно ќе ја злоупотреби. Значи може да се случи пример кај што кучето има премногу низок темперамент, премногу низок значи така буквално темперамент каде што тој ќе има премногу мала желба за
значи за таа доминација и авторитет да дојде значи во куќата да види тој доминантен член. И тогаш ќе имате многу малце проблеми. Затоа и кај нас стои тоа, знаеш, дека женките се попаметни од мажаците ради таа желба кај женките за старање, значи за доминација во куќата. Значи многу полесно се подчинува во семејството и затоа е попослушна од мажјакот. А кај мажјакот е сепак тоа поизразено. И доколку значи не се поставите правилно, ќе имате стално проблеми, ќе речете значи ова е глуп или не е паметен или ова, а сето тоа е грешка да речам на собственикот на куќето, не до самото куќе, значи реален проблем. Колку е тешко да се припреми едно куќе за изложба? Па видете се, зависи од самото куќе, самата раса. Ако зборуваме значи за младо куќе до година дена, значи куќето ако е добро социјализирано, ако е шетано секојдневно, ако другите куќиња значи не представуваат никаков проблем, пак ќе речам зависи до расата. Тоа може да трае од 15 дена, може до 2 месеци да трае. Значи сепак ако го имате запоставено куќе со социјализација, самата социјализација, значи минимум месец дена треба време. Да се сретни со куќиња, да поигра со куќиња, значи да не одите наеднаш директно со строгост, бидејќи самото излагање после на изложба ќе види со лош квалитет. Значи зборуваме за правилно куќето да го изложиш на изложба. Ти можеш значи да го однесиш било како куќето на изложба и сега тука иде значи уште еден проблем што се јавува кај нас во Македонија, што самите суди значи се премногу попустливи на самите изложби. Значи не се доволно строги, бидејќи по правило ако изнесите куќе што не е спремно на изложба, без разлика од неговиот квалитет и убавина, без разлика од неговиот квалитет и убавина, судијата треба значи да ви isfрли од рингот, да ве дисквалификува едноставно. Бидејќи значи куќето нема правилна ринг дресура, неправилна, значи воопшто нема ринг дресура. Значи реално судијата не може да го оцени куќето ако константно ви се тргачи, значи ако не стои во став, ако не покажува заби, потоа значи ако има куќето делумна агресивност, значи ако не го остава куќето, судијата да го опипа да речам куќето да види, бидејќи имаме влакнести раси, значи каде што судијата мора да процени со фаќање значи на телото до кај мускулатурата, кај влакното, бидејќи може многу лесно да прикривате некој мани кај куќето. Сите тие значи работи ако куќето не е доволно спремно, значи судијата реално треба да го отстрани од рингот или да не види никаква шанса да влезете во пласман некој за надпревар понатаму, значи за дали првак во раса или понатаму првак во група ќе одите и такви работи. Тоа се треба да знаат куќињата за да се прикажат убаво во рингот. Па значи основните команди се 3 команди. Ако пак се ќе речам, значи команди се малце на број и се лесни да се научат ако куќето значи сепак значи таа социјализација која има поминато до тогаш. Значи ако немаме проблем со други куќиња, ако немаме проблем со луѓе, значи ако куќето е прилично мирно, значи не треба ни да биде плашливо, бидејќи ако застани некој куќе, значи опашката свиткана буквално во газот и ако не се истакнува самото куќе при самото излагање, значи ако работите со преголема строгост, тоа е исто како да сте промашиле значи самата ринг дресура. И значи самите команди се покрај вас да трча куќето, да стои покрај лева нога, точно. Тоа е правило, значи бидејќи ако сте повеќе куќиња, судијата застанува на средина и сите трчате во еден круг. Значи еден ако носи од десно, вие ќе се излагате, не самото куќе. Значи затоа трчаме обратно од часовникот, значи од стрелките на часовникот, судијата седи на средина и ги посматра сите куќиња и ги гледа и така да може реално значи да ги оцени. Ставот значи на кој што стои куќето, имаме различни значи застанување на ставови кај различни раси. Значи треба да си видите која раса е, на кој начин се излага. Меѓутоа важно е значи куќето да стои мирно, да се истакнува, значи главата да е крената горе, за повеќето раси, за некој значи треба да е нормално, не треба да се крие куќето, не треба да е стуткано, сепак значи се излага, самото треба да каже дека се излага на некој начин. И другата работа што е многу битна е да покажува заби. Значи да можете слободно да му отворите устата, да се види загризот, бидејќи кај повеќето раси маните со забите кај сите раси, да речеме, ако има мана со забалото е дисквалификација, директна дисквалификација. Значи уште едната мана која што носи таква дисквалификација, значи директно е недостаток на значи кај мажаците на тестис, да речеме. Дали може да ни кажеш некои тактики, пример за седи, лежи, како нашите гледачи да си ги научат своите куќиња дома?
Видете, значи нема некое правило на со кое што работите. Значи не е нешто фиксно, на овој начин се работи, на овој начин ова се прави, на овој начин она. Сепак зависи значи од расата и од самиот карактер на кучето. Значи дали ќе работите од почеток повеќе награди, дали ќе користите, значи многу е лесно да го научите било кое куче да седне. Секој што ќе му посвети малце повеќе внимание на кучето, ќе го научи кучето да седне. Дали со кремвишле, дали ќе му дај саламче од почеток, дали ќе го потурни по газето. Значи проблемот е после сето тоа кучето да го практикува во една отворена средина, пример да речеме кога ќе излезете во паркот, тоа да ги работи сите команди таму без поводник, значи каде што имаме луѓе, каде што имаме други кучиња, значи каде што имаме провокација на дворешна дразба, каде што има и да ги работи таму кучето, значи без поводник сите команди. Кој ќе оставите да седи, вие да се оддалечите да кучето да не мрда. Тука е малце поголемиот проблем. А дека ќе го научите, значи дома да седни со храна во раката е многу лесно. Како можеме да си ги одвикнеме нашите миленици околу извршувањето на физиолошките потреби во домот? Значи за тоа спомнавме малце порано. Буквално значи треба да се посветите првите 2 дена со многу малце сон, буквално се посветите на кучето. Пак ќе речам, значи битно е кога ќе дојде кучето во вашиот дом да имате одредено веќе место на живење, значи дали ќе живее буквално соба внатре во куќата, во станот, дали ќе живее во бокс во дворот, дали ќе живее во станот во пластичен бокс, значи ќе спие, кој ќе му биде место кај што кучето значи ќе го свати како негово или место за одмор. Потоа после значи почнуваат одвикнувањата од вршење на нужда, значи во домот или во боксот. Бидејќи значи и бокс да чувате и да имате добар одвод, да имате значи добро услови такви направени, значи кај што кучето ќе може да кака да моче и да не седи значи тука во самиот бокс изметот, кај што можете лесно да измиете. Сепак значи како мало куче тоа во текот на движењето ќе стапни во некој каквче, ќе се извалка во мочката, ќе легни, ќе примине убава миризба и после значи кога ќе дојде значи да се погали со вас кучето, таа нечистотија да речем ќе пренесите на вас. Да не зборувам значи ако имате деца и тие ќе сакат да поиграат со кучето, па тоа ќе оди цела нечистотија да речем на детето. Значи моја препорака е најдобро е кучето да врши надвор од местото каде што живее измет, што значи тука одма плански значи почнувате со хранење, најдобро е со хранење и со пиење вода. Значи ќе го нараните кучето, ќе му дајте одредена количина на вода, нема да му оставате константно водата до него со цел да се лади или да игра во водата. И сега значи ќе го пратите чим од почеток пуштено малце со цел да оди прен по нужда, па откој ќе оди по нужда, тогаш ќе го затворите кучето, ќе почекате неколку сати, пак ќе го пуштите. Со какањето значи многу лесно можете да го одвикнете кучето во неколку дена. Меѓутоа за мочкањето ќе треба малце повеќе време, бидејќи тоа ќе мочка многу почесто него ли што кака и потребата и самата можност на кучето да држи многу е во тие месеци да речам рани е мала. Значи не може долго да држи, така да некогаш ќе ги промашите дел од мочкањето, затоа ќе треба малце подолго да трае. Меѓутоа какањето во првите неколку дена треба да го отстраните. Ако правилно значи доволно се посветите на кучето. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4-цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Колку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе, на здравје кафе. Битните работи додека се спрема кучето е да можете да огивате по кој било дел од телото и кучето да не обрнува премногу внимание. Исто така да можете значи да ги коригирате нозете предни, задни со цел да го наместите во некој идеален став. Идеален став значи тоа е релативно бидејќи за секој куче представува различно. Значи ова раса можете да стои. Ова раса значи може да се представува на ваков начин.
каде што кучето, значи ќе го држите нежно за брадичката. Главата треба стално да израска ова куче, значи треба да има впечатлива глава, не премногу тешка глава која што значи ќе смета во самото движење на кучето, значи да биде компактна со остатокот од телото. И сега значи судијата ќе оцени значи колку е значи правилна глава има, колку правилни предни агли, колку правилни задни агли. Значи со тоа цело време, ако стои кучето мирно, вие тоа му го овозможувате. Значи заби да можете слободно да гивате во забалото, каде што и самиот судија значи ќе биде присутен. Значи може да се случи со вас да нема никаков проблем, стои. Кучето вие да му гивате во заби, меѓутоа друг да не остава, значи треба и тоа да го привикнете кучето. Стои. И многу битна работа, значи кај оваа раса која што е напоменета и во самиот стандард, е проблемот кај нив што се јавува со дишењето. Значи кај вакви раси, кои што имаат овој тип значи на носна печурка, гледате колку е свиена, многу е лесно една мала девијација ако се јави кај кучето, значи ќе го отежни дишењето и со тоа значи ќе имате понатаму доста здравствени проблеми. Дај. Тери. Дај. Стој. И самата таа мана значи ќе влијае натаму на долгиот живот кој што ќе го има кучето, поточно краткиот живот. Значи многу е важно да обрнете внимание на таа работа. Тоа треба значи поглавно и самите суди кога ќе однесете на изложба, иако е многу тешко таа работа со оцени од око, значи тоа сепак треба да се работи со снимки. Дојди. Не. Дојди ли. Стој. 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 Не. Стој. И уште еден проблем, значи кој што се јавува кај оваа раса е малата толеранција на жештина. Значи ако некој куче толерира 20 степени, ова сигурно ќе толерира околу 10 степени подолу. Значи зборуваме за да биде свежо, активно и да биде во склад со карактерот. Ако го вадите значи по големи температури, многу брзо ќе се замара и едноставно значи нема буквално значи брзо ќе се замара и ќе нема значи да тоа нема да биде добар тренинг. Значи треба да привикнувате малце на тешина, меѓутоа тери. Треба да привикнувате малце на жештина. Со цел значи бидејќи изложбите се одвиваат обично во топли временски периоди, значи пролет, лето, есен. Меѓутоа сепак главниот дел на вежбање треба да биде во поладно со цел значи да можете подолго време да вежбате. Кои се најголемите проблеми со кои што ти се справуваш? Освен тврдоглавоста, значи тоа делумно спомнавме претходно, тоа е преголема разгаленост на кучињата. Пак ќе речам, тоа е дел од модата на денешното чување на кучиња и кучето буквално значи не знае на кој начин значи да искаже љубов, не знае на кој начин, не знае буквално кој е водич во куќата, да речам, кој е главен, кој е алфа мажјак, значи тоа е дел од чопорот. Како чопоративно животно мора на тој начин да ги гледате работите. Значи тој во текот на растењето, особено мажјак, особено во периодот кај што созрева хормонално, да речем кима, тоа е природа, значи кај нив чисто нема, значи ќе пробува нон-стоп константно да стигне на алфа позиција, значи главен да биде во чопорот, значи во вашата фамилија, бидејќи тој ве гледа како чопор, не ве гледа значи по име ти си Кирето или не знам кој. Туку едноставно значи сите сте вие дел од чопорот и тој се труди да стигне до врвот значи на чопорот и да биде главен. И сега ако вие тоа не го сузбиете навреме, значи никогаш ќе немате целосно послушно куче и ќе немате значи целосно доверба во кучето дека во секој момент било во која ситуација ќе му викнете и ќе се врати кучето или што да му речете ќе ве послуши.
Кире, што мислиш? Дали собствениците имаат улога околу агресивноста на нивното куче? Па да, тоа е дел од истото од разгаленоста. Значи многу од кучињата, затоа јас пример кога ќе дојде првично, значи проценка на кучето, никогаш не правиш првична проценка кога е газдата до него. Значи кучето треба да го видиш во слободно издание какво е, што е, бидејќи многу од кучињата земаат сила од самиот водич, значи од самиот газда. Поради пак ќе речам грешна поставеност, кучето значи во многу случаеви се сваќа својата улога како заштитник без никаква потреба. Пак ќе речам, значи главниот проблем е грешното водење и грешната поставеност на газдите. Сигурно има многу интересни случаи со кои што се справуваш додека трае една дресура. Кажи ни некој. Па моментално значи не ми текнува, меѓутоа вистина значи која ќе видите дека секој куче има своја убавина и дека има покрај своите мани, да речам, бидејќи кај вас куче никогаш не иде, пример на дресура никогаш не иде куче што да речеме се враќа и е неагресивно. Значи идат кучиња стално што се многу ретко куче, луѓето значи сваќаат дека дресурата е потребна кај секој куче со цел да оди понапред. Сега значи воглавно идат кучиња што имаат поголеми проблеми. Меѓутоа и кај тие кучиња кои ќе видите значи со текот на времето има свој шарм, да речеме и кај англискиот булдог направо кој ќе видите значи тврдоглаво, не баш лично значи на прв поглед, меѓутоа карактерно кој ќе анализирате на кој начин што прави, на кој начин се поставува, значи на кој начин сака љубов да изрази, е многу интересно. Многу од луѓето велат дека додека се дресира едно куче, многу се малтретираат и се тепаат. Колку има вистина во тоа? Јас можам значи за мене да зборувам дека во тоа нема ништо вистина. Значи воглавно, за други не можам да зборувам, значи бидејќи може секој втор да рече дека се занимава со оваа работа и дека е дресер или било што. Значи тука најповеќе можат да се прашат луѓето кои што биле кај мене како муштери. И затоа значи самите кучиња се исто така доказ кој ќе сретните значи после извесно време на кој начин со ова се однесуваат, значи колку се среќни кога ќе видат и после месеци, значи, ево, буквално баш со него, значи, сега снимката што направивме, кај што, значи, работи основните команди за, кај што ги вршиме, всушност, припремите за на изложба. Јас со него работев пред, колку има 6 месеци, значи, септември негде работевме со него за на изложба. Па сега, се до сега, значи, немаше пак повторно работе на дресурата. Па ево, значи, во еден ден, значи, додека снимавме, кучето пак, значи, добро посветено, добро внимание, добра, иако значи нема премногу, не е посветено значи на него време за да прави команди или да се повторуваат редовно командите, сепак значи кучето ги памти командите, има добар однос со мене како водич, да речам. Значи имаме делумна љубов, делумно имаме стравопочит, што е нормално и е морално, значи ако сакате кучето да биде послушно. Бидејќи ако нема никаква стравопочит, значи ако видите многу од луѓето сваќаат малтретирање, што е малтретирање? Ако го трзнам со поводникот е малтретирање, ако некој пат го искараме малтретирање, значи не, ако сакате да имате послушно куче, тоа тие се морални работи. Во која количина ќе видат, значи тоа зависи значи од самата раса и од самиот карактер на кучето. И значи самиот човек кој ќе земи кучето од дресура се познава, значи кој ќе дојдете ќе видите самиот однос спрема дресерот, да речеме. Ќе видите самиот однос додека ги работи сите команди. Јас имам во пракса, значи пред да го дам кучето и да го снимам на камера кај што работи, значи каков однос има, што однос, со цел после за да се избегнат сите тие работи дека бидејќи кај самите луѓе недостасува многу самокритичност. И сега без разлика во какво состојба ќе го земи кучето од кај вас, тој може после месец дена да речи или да не го извади воопшто од боксот месец дена седи затворен и да речи толку го научи, знаеш, немаше ова, а тој не посветил никакво внимание. Значи самокритичноста е на многу ниско ниво, така да вака јас и затоа е неблагодарна оваа работа, оти после месец дена, значи некој што 10 месеци го уништувал, ти во месец и пол го враќаш на нормала и некој пак во месец дена може пак да се го врати на негативното. Колку се намалуваат или изголемуваат оние вродени способности на кучињата со самата дресура? Па зависи за какви способности зборувам и за кои способности значи ги сакаме да се задржат, кои сакаме да се намалат. Значи целосно ја страниме многу тешко. Меѓутоа, значи ако зборуваме се за некои службени раси кои што значи
ете да речем подлежат на работни испити, треба значи делумно да имаат доза на одбранбен нагон, каде што треба да се зачува нивната агресивност, да речем темперамент. Тука значи работиме, меѓутоа значи да се зачува таа работа, меѓутоа да биде под контрола. И самите раси значи подлежат на работни испити кои што значи тоа е сепак за заштита на расата. Значи ако земаме еден лабрадор, имате испит каде што кучето се проверуваат вродените особини негови во ловот, значи дали ќе влегува во вода, на кој начин ќе носи уловената, да речем, птица, водливоста негова, послушноста негова. Ако зборуваме значи за други работни раси што подлежат пример на војнакви работни испити кај што се проверува значи послушноста, напад, одбрана, трагање. Тука исто гледате, меѓутоа се гледате значи сите да се застапени, меѓутоа сите една со друга да не се косат. Оти ако зборуваме пример за агресивноста, значи колку оди во повисоко ниво, толку поќе ја потиснува послушноста. Значи мора да имате една симбиоза меѓу двете работи со цел и едното да го имате и другото, меѓутоа ни едното ни другото да не му смета, значи да не се сметат меѓу себе. Значи сепак ако земеме еден германски овчар, сакаме да биде добар чувар, меѓутоа сакаме кога ќе го прошетаме да немаме никаков проблем, значи да биде водлив. Кире, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, па се надевам на наше поскоро гледање. И јас исто, ми беше мило. Поздрав до сите гледачи.
Тука е крајот на уште едно издание на емисијата Пријатели. Се надеваме дека ви се допадна нашите содржини, па доколку ви се допадна, гледајте ни наредната недела, ни со тоа место во истото време. И не заборавајте, сакајте ги животните затоа што тие ве сакаат вас.